Првиот пат нагоре. За птицата превртенка единствениот начин да се лета е да оди во тркалезниот свет. Таму сите се превртени наопаку. Иако не знаат, значи таму птицата превртенка би била птица исправенка. Навистина, ви благодарам, голем вревливко, рече птицата превртенка. И ти благодарам, Вили. Гранките почнаа восхитено да му аплаудираат со лисијата на мудриот и почитуван голем вревливко, кој исчезна во стеблото на раскикотеното дрво уште пред да стигне аплаузот. По него замени птицата секретарка. Ајде, Вили, Рандолф и Јојо, дојдете со мене. Јас можам да го однесам дома, задоволно рече птицата превртенка. Вили, Рандолф и Јојо се качија на птицата превртенка и се поздравија со змијата блескавица, која среќно си играше со незините нови пријатели, полненките. И така одлетаа и по 12 секунди стигнаа во тркалезниот свет. Утрината мама влезе во собата на Вили за да ги разотвори завесите. Да дното во градината беше качена птицата испревртенка. Мама тргна да го разбуди Вили, но на крајот од креветот го виде мачето Јојо, потонато во длабок сон. Се стрча надолу по скалите викајки по тато. Ја најдов Јојо, таа цело време спиела кај Вили во креветчето. Но мама, ја прекина Вили, се уште сонлив. Не е баш така, јас си Рандолф. Шшт, го прекина Рандолф. Вили го погледна дебелото кафеаво мече што беше целосно расонето. Зошто да не ја кажеме на мама што се случило на вистина? Збунето праша Вили. Бидејќи возрастните никогаш не слушаат, му одговори Рандолф.